80% од младината во Македонија е апатична кон спортот. Било кој спорт, не зборуваме трчањето, може да биде хајкинг, може да биде пешачење на планина, рекреативни тури и ред други такви активности. Као што кажа Горан, мислам дека е индиферентноста, односно рамнодушноста кон спортот. Треба секогаш да се гледа и на филозофскиот аспект на прашањето. Значи некој можеби сака да живее, да речеме, опасно, да јаде секогаш што сака, да пие што сака и смета дека таквиот живот е поквалитетен, иако можеби ќе биде пократок. Значи треба да се внимава и на тоа, да се даде право на избор. Со самиот спорт, со самото тоа рекреативно вежбање, автоматски доаѓа желбата и за здрава исхрана, за здрав начин на живот, затоа што знаеш, менталниот склоп на човекот кога спортува и кога рекреативно или било како се бави со било кој спорт, му наложува автоматски да почне да внимава на она што го јаде. Како интересен пример да го искористиме црниот леб кој што порано бил пример нели за дека го јадат сиромашните, а денеска се смета како здрава храна, а е поскап од било кое друго. Значи сепак односно заработувачката е фактор за тоа и тоа голем фактор. Како не, големо влијание има и сиромаштијата врз гојазноста. Значи посиромашните имаат двојно повеќе шанси да бидат подебели. Тоа покажуваат истражувањата надвор. Не знам кај нас какво е истражувањето. Јас мислам дека трчањето е единствен спорт, атлетиката всушност е единствен спорт во светот каде што буквално можеш да го правиш со $20 патики. Значи купаш патик за трчање и се останато ти е оставено. Добро, има тука, значи мора да има, бидејќи знаеме дека во Македонија на 30% од населението е сиромашно. Што значи дека живеат со помалку од $1 до $2 на ден. Сега не можеш да претпоставиш дека сите имаат, меѓутоа не треба многу. Кај нас народот сака да речеме обожава да седи по кафани, да јаде, да пие, тоа ние така се социализираме ние всушност. Статистиките велат дека 80% од адолесцентите ќе имаат проблем со зголемена тежина веројатно цел свој живот. Значи, дали можеби тука на таа група или кај нас еве децата, значи кај кои што се забележува се повеќе дека имаат проблем со дебелината, со зголемена тежина, значи зборам за дечиња од основно училиште, тука треба да се превенира. Мислам, ако можеше Џейми Оливер да направи нов систем на исхрана за основните училишта, јас не сум слушнала дека кај нас се работи во тој поглед. Дури никој не се ни занимава со тоа што им се дава на децата, на пример на ужинки или ручеци. Неинформативноста е голем проблем во Македонија, односно првиот фактор кој што секогаш доаѓам до судир со било кој да разговарам е диетата треба да биде еквивалент на гладување. Тоа е првата грешка која што сите прават за да се хранат здраво. Џейми Оливер успеа во Британија да го промени начинот на исхрана во неколку училишта, меѓутоа кога проба во САД да го направи тоа, го избркаа. И дури мислам дека се соочи со тужба. Значи тука САД се една од државите кои што имаат најголем проблем со зголемените зголемената тежина. Да, и тука можете да го земете предвид интересот на големите корпорации кои што значи живеат како богови, да речеме, на земјата од тоа.